Пул, Амнон, Вушомов, Раја, Јонадаб. И Амнон имаше пријател чие име беше Јонадаб. Јонадаб еце Хочомот, а Јонадаб беше многу суптилен човек, што значи подмолен. Придавка која моето племе вообичаено ја користи за секој интелигентен човек. Ја цитирам вашата Библија, книга 2, глава 13. Два пати сум таму споменат. Еднаш како префриган, еднаш како префинет, што да бидеме искрени, е сосем нормално за мене. Ова е особено непријатна приказна. Рабините од средниот век целосно ја прескокнуваат, за да им ги поштедат ушите на слушателите, а не ја знаеа ниту половината од приказната. Единствено јас ја знам целата и немам намера да ги штедам вашите уши, мили мои. Човек не живее вечно во предворието на пеколот за да штеди некого. Ова е сказна за крајното неверство. Во неа сите ликови се и неверници и изневерени. И мислам стварно сите без исклучок. Ова е вистината и тајна приказна за тоа како домот на Давид беше уништен од мене, неговиот омразен внук, Јонадаб, омразениот, син на Шимеах, изоставен од стариот пророк Самоил, кој го благослови Давид, помладиот брат на татко ми, да биде крал на сите племења на Јудеја и Израел. Давид бен Јесе, мојот величествен чичко, најсилната фигура на светот пред 3000 години, грациозниот, одважниот, лажливиот, порочниот Давид, испратен од единствениот Бог да владее со неговата избрана раса, прочуениот народ на плочите. Вие, за кои плочите со 10 заповеди не значат ама баш ништо, не можете да си го замислите ефектот што тие го имаа врз племето исто толку свирепо како и неговите соседи. Исфрлете ги од вашите умови сите слики за преплашени мажи како се влечкаат по гетата, или за оние подгрбавени луѓе кои создаваат центри на културата. Во она време не бевме ниту љубезни, ниту подгрбавени, бевме насилни асимилатори. Го асимилиравме сиот свет во име на нашиот Бог на заповедите. Јас се не чувствувам некој особено каење поради ова. И ве молам, не правете ја грешката да си го замислувате Давид како нежен пастир кој си лежи на зелените пасишта. Неговото пасиште беше камен град на камен рит, а неговите 10 заповеди секогаш му беа во устата. Села. Јас реков. Ти благодариме, кралу на вселената, што ни го даваш лебот од земјата. Благословен е тој кој на Бога му се моли. Проколнат е тој кој ќе крене рака врз него или од него благословените. Селах. Илјада години пред Христа. Давидовото кралство. Благословен си ти, кралу на вселената, што ни го даваш лебот од земјата. Благословен е тој кој на Бога му се моли, проколнат.
тој кој ќе крене рака врз него или од него благословените. Селах. Давид бен Јесе, мојот величествен чичко, најсилната фигура на светот пред 3000 години. Не така одамна, Давид беше наредил да се убие еден човек од племето за да му ја грабне неговата жена Батшеба. Се вели дека за казна Бог му го убил првородениот син, а меѓу останатите синови го фрлил мечот на раздорот. Дали навистина било така, ќе видиме вечерва од приказната. Нека моите синови придат. Амнон, Апсалом, Адонијах, Итреам, Шобаб, Шепатијах. Имаше уште синови. Грозното Давидово потомство, насилници со мрачни души, со дозвола од тате да си изживуваат врз мене. И сите поред будно чекаат стариот да покаже најмал знак на опаѓање. Ова се единствените двајца синови на кои вие треба да обрнете внимание. Абсалом! Вечно да ти се множат дните, сакам, татко. Апсалом миленикот, единствениот на кој му е дозволено да има своја собствена стража, омилен и блескав како сонцето. Амнон! Да ти се множат дните, татко. Како? Не можев да те чујам! Вечно да ти се множат дните, сакам, татко. Ти благодарам. Амнон првородениот, уште попознат како бикот. Како и сите бикови, тој е крајно развратен, но за разлика од нив, овој е и претенциозен. Многу чудна комбинација. Тој сака сите да го сметаат за префинет. За моја среќа, тој мисли дека јас сум бил учен, што според неговите стандарди на дебил, веројатно е точно. Мој принцу, Каде беше? на нашиот имот, семејни работи. Те барав. Извини, Дојди вечер кај мене. ако можам, Нема ако! Дојди. секако. Очигледно беше дека нешто се случува. Амнон, А, што се случува со тебе? Да не си болен, погледни ме во очи, си пиел. не, Кому му кажуваш? сакам, татко. Јас мислам да, тога што? Курви? Не, сакам, татко. Јас мислам да! Не, се колнам. Немој лажно да се колнеш! Не сум бил со ниту една жена, татко. Колку време? Долго 1 месец, 2 месеци, не знам. Реков долго! Не ми се потребни жени како вам. Секој час јас го предпочитам умот. Умот! Она што вие го немате. Ти си пред се бик. Моќен бик. Оставим го умот на Апсалом. Кажи ми, сонце моје блескаво, ја зборува ли тој вистината? Од каде пак јас да знам, велик татко? Тој толку често се крие од нас и никогаш не го гледаме, нели? Што сакаш да кажеш па ти? Кога последен пат беше на дворот? Не сум по цел ден изложен на гледањето, е точно. На благословење тој, што го јаде лебот во мир со своите браќа, во чии срца нема лоши нешта. Твое право е да бидеш мрачен и скриен, ако така сакаш, како што Апсалом има право да биде отворен и блескав. Кажи ми, сонце моје блескаво, како можам да ти удоволам, како можам да ти наградам? Ништо не посакувам, сакам, татко. Нема ниту еден меѓу вас што ништо не посакува од кралот. Има едно нешто, признавам. Ха! Да ми бидеш гостин во Баал Хазур. Следниот месец е прославата на табернакулите, не си бил во внатрешноста со години. Народот копне да те види. Во право ли сум, луѓе? Ако дојдеш, ќе ги преплавам по лињата со табернакули 100, 1000 шатори, татко. Еден крал не смее да прави што ќе посака. Кога тој поминува, народот очекува представа. Тие,
сакаат да кажат, гледајте каква моќ поседува нашиот владетел. Можеш да понесеш што и колку сакаш, велик татко. Мојот имот е голем само благодарејќи на твојата дарежливост. Кралот не смее да прима милостина од своите синови во знак на љубов. Тоа нема да биде милостина, татко. Молк! Татко те преко... Молк! Реков. Ваму, на моето срце. Слушаш ли како бие за тебе? А, каква убавина имаме овде. Кој можеше да предпостави дека ваква убавина може да произлезе од препоните на нешто олку грдо како мене. Татко. Но, знаете ли вие, видел ли некој ваква убавина на било чија глава од Израел, та дури и на вашите жени? Кој видел толку убава коса? Знаете ли колку тежеше кога на крајот од минатата година ја исече? А тој е премногу скромен, нема да ви каже, но јас испратив шпиони да откријат. Сакате да ви кажам? 200 шекели кралска тежина, кој некогаш видел ваква коса на било чија глава во Израел? Што е Амнон? Љубоморен? Будалисто моје човече, јас те сакам како што секој татко го сака својот првороден син. Ти си мојот син Бик, мојот голем син Бик. Но, добро, на нашиот Бик денеска не му е до забава, но добро, доста ве фале вас машките, премногу сте разгалени. Каде е Тамар? Таа е надвор, татко. Го чека твојот повик. Па нека влезе, забавата нека почне. Тамар! Со нетрпение те очекуваме, копнеме по тебе, Тамар! А сега, мили мои, сексуалниот објект на нашава приказна. Нејзината тема, скандалот во неа, нејзината суштинска причина, намирисана, дотерана за оваа прилика пуштена од харемот на палатата за да го забавува нејзиниот зашеметен татко, полусестра на Амнон, целосна сестра на Апсалом, единствената ќерка на дртавиот Тамар. Убедливо најразгаленото суштество во целото кралство. Омразената принцеза, за која јас бев премногу долен за да ме забележи. Совршенство. Ке дадам јавна објава. Ке наредам да се исклеса во плоча од порфир. Господ го благослови своето здание со совршенство. Ваму, радост моја, најубавиот дел од мене. Првин благослов. Што? Секогаш првин треба да го кажеш благословот. Не го знаеше тоа? Точно, во право си умна девојка. Ти благодариме, кралу на вселената, што ни го даваш лепот од земјата. Амен. А сега да ни играш и да ни пееш. Тамар! Не сум расположена. Но сите ние со нетрпение очекуваме Тамар. Жал ми е. Немам глас денес. Имаш како немаш, гледам дека треба да ти се умилкуваме. Амнон, умилкувај се на сестра ти, тоа ќе го стори за тебе. Амнон! Леј, Тамар. Не звучиш многу убедливо. Моли за услуга вредна колку целото наше царство. Луѓето не сакаат да пеат и да играат за малодушните. Така ли е, сонце мое блескаво? Пеј, Тамар. Пеј за мене, јас ке свирам за тебе. Не! Ти си премногу најважд за тоа. Јас тоа ќе го направам. Ваму инструментот.
Ти благодариме, кралу на вселената, што ни го даваш лебот од земјата. Човек е неприятел на единствениот Бог, па според тоа тој не умре, да биде опреден на местото од камењата и таму на каменот да биде подложен се додека не умре Селак. Не вим, убим, Станак! Секој што мочаш против ветрот ќе биде отстранет од мојот видокруг на ваков начин, или уште повоќе ќе бидам кажнет и јас, ако заборавам макар еден збор од неговите молитви до вас, Селак. Шхита. Убиство на човек. Свето жртвување кон Бога. Вака беше секој ден во Ерусалим. Воздухот баздаше на крв. Животинска крв од олтарите, човечка од канализацијата. А во позадина, во пустината, километри и километри песок, натопен од крвта на нашите непријатели. Мене секојдневно ми се лошеше од смрдејата. Знаете, работата беше во тоа што од сето племе единствено јас бев префинет. Бог очигледно не беше. И како е можно да ме створил според својот лик? Јас тука не гледам никаква сличност. Овде е Јонадаб чувствителниот, а горе Бог дивјакот. Без жена покрај себе да го омекне. И ниту трошка духовитост да го облагороди, ако воопшто е таму. Без сомнение, читачите на Библијата меѓу вас предпоставуваат дека секој во древен Израел бил воспален и задрт верник. Не е точно, пропаганда е тоа. Еве сум јас, за пример, Јонадаб подлизуркото. Во подлизурко всушност и се претворате кога му се поклонувате на единствениот Бог, затоа што ве фаќа ужас од каменувањето, но во срцето копнеете по некој друг Бог. Бог кому камења не му се потребни. Како и да е, оваа религија некако не беше доволно добра за мене. Кога бев момче, некој ми ја раскажа приказната за легендата за кралството на постојаниот мир. Владеено од двајца млади, крал и кралица. И двајцата прекрасни, и двајцата бесмртни. Место каде што воздухот го исполнуваат флеити, а не писок од рогови на овни или од самите овни, испосрани од страв, додека ги влечкаат во чест на трчниот Бог. Место со ѕидови нарисани со задоволство непресушно, а не бегло место на забраната ти не смееш, ти не смееш, ти не смееш. Сепак мислам дека тоа беше имбецилно мечтаење, многу повеќе поврзано со секс,
отколку со божествени работи. И премногу лигав мит за шлаците околу мене. Како и да е, и тоа беше некакво бегство од тоа место на страв и на должности. Дојдов. Овде. Клекни. Сечи. Што? Тука. Сега исечи ме. Амнон! Стори го тоа, исечи ме тука, стори го тоа. Амнон, престани со тоа, престани, дај ми зборови, а не ова! Стори го тоа, исечи ме. Престани, тука, Амноне, дај ми зборови, не ова! Дојдов. Клекни. Сечи. Што? Тука сега исечи ме. Амнон, Стори го тоа, исечи ме тука, стори го тоа. Амнон, престани. Стори го тоа, исечи ме тука, стори го тоа. Амнон, престани, дај ми зборови, а не ова! Дојдов. Овде. Клекни. Сечи. Што? Тука сега исечи ме. Амнон, Стори го тоа, исечи ме тука, стори го тоа. Амнон, престани со овие работи, престани да ми зборови, а не ова! Никој! Никогаш не смее да го изговори тоа, никогаш. Јас би можел. Што? Ќе се заколнеш ли дека нема да ме повредиш тука, во својата глава? Постои закон во Израел. Ти не смееш да ја откриеш голотијата на својата сестра, ниту пак на својата полусестра. Да. И колку долго траела? 1 месец, 2 месеци, не знам. Биди попрецизен. Од секогаш! Ја пееше истата песна. И штракаше прстите по музиката. И тоа е се. И одеднаш се најде тука, во мојата глава. Цел ден, цела ноќ. Штом ги затворам очите, почнува да шепоти Амнон. Јас сум твоја, Амнон, јас сум твоја, Амнон, јас сум твоја. Тајно појдов кај жрец, го прашав, постои ли демон што се буди од штракање на прсти, тој ми рече, да. Наредив да го истера, тој ми стави знак, не гледај. Ми рече да не го мијам 1 месец. Ама не помага, секоја ноќ станува полошо. Ова може и да не е демон, Амноне. Што сакаш да ми кажеш? Татко ти во тебе гледа само мускули. Но јас знам подобро. Долго време за тебе мислам дека си посебен, го знаеш тоа. И сега прашањето е колку си ти посебен. Што ми зборуваш? Тешко е. Страв ми е да го изговорам, но би можело да е може. Што те молам? Што? Се сеќаваш на приказната за легендата на кралството на постојаниот мир? Даде оно двајца млади, крал и кралица. Да. И двајцата бесмртни. И двајцата влюбени. И двајцата љубени, и двајцата бесмртни. Што се тоа? Кралот и кралицата биле брат и сестра. И во чест на таа легенда, таквите заедништва денес се апсолутно дозволени во Египет. Не! Истина е, само на кралевите и на синовите на кралевите секако од нив тоа и се бара. Се бара. Да, се очекува. Всушност тој ги прави богови. Што сакаш да ми кажеш? Сите кралеви во Египет се богови, амно не. Богови! Да, свештениците ве држат во крај на неукос. Богови! Види, Бог не јадели својата божественост со никого, дури ни со сопруга, но таму покрај Нил.
Таму се е поинаку, таму ко си вистински принц, ти си безсмртен. Безсмртноста е твое вродено право, та е внатре во тебе и чека да се роди. Да се роди како да се роди. Во сплотеност со својата сестра. Сплотеност! Што е тоа сплотеност? Свет кревет. Глесоти! Ова се глесоти. Извини, не требаше да говорам за ова. Да. Продолжи. Во древните легенди, сестрата одбирала еден од многуте браќа, исто како што Самуил го одбра татко ти. Таа на одбраниот му доаѓа во вид на визија. Во главата. Да, и го споделува со него вечниот живот. Да, во главата имам читано некои стари пергаменти, апсолутно забранети. Боговите во главата на принцот испраќаат визија од сестрата. Ни самата таа дури не знае. И потоа таа го измачува. Како? Го ваби, му шепоти, искушителни гестови. Продолжи. Тој страда. Навидум речи се умире од тоа. Но ако вреди, ќе се избори. Кога умираат, поминуваат на оној свет, каде што вечно се сакаат. Ти не веруваш во ова. Ти и самиот не можеш да поверуваш. Ова се глупости. Ова е чисто суеверие, нели? Јас само ти кажувам во што верувале египтяните. Јорада! Што сакаш да ми кажеш? Едно е сигурно. Тебе ти измачува демон. Но ако не е демон, тебе ти се случува најчудесното нешто. Одбран сум. Токму така. Сигурен си. Можеш ли да останеш сам во собава 7 дена? 7 дена. Така се прави. Ако си навистина кралска крв, старите богови се во тебе и чекаат. Ти треба да ги повикаш. Кога ти ги повикаш, ги препознаеш. Праше ги директно. Демон ли е ова или судбина? Ако е демон, можеш да му се противставиш. Ако е судбина, јас ќе ти помогнам да ја исполниш. Како девојката е цврсто затворена во палатата? Понекогаш на Божиите планови им е потребна човечка помош. 7 дена, сам, во собава можеш да издржиш. Јас сум најстариот син на Давид. Јас се можам да издржам. Екце хомо. Стани! Убавице моја! Возлюбена моја и дојди! Дај! Да ти го видам лицето и да ти го чујам гласот. Зашто твојот глас е милозвучен, а твоето лице е прекрасно. Стани! Возлюбена моја, убавице моја, и дојди. Стани! Убавице моја, и дојди. Дај, да ти го видам лицето и да ти го чујам гласот. Зашто твојот глас е милозвучен, а твоето лице е прекрасно. Имаш очи како голабица. Твоите образи се како калинкини половинки по твојот превес, а твоите усни како две ленти од црвено предено. Вратот ти е како Давидова кула изградена за одбрана. 1000 штитови висат во неа, се јуначки окопи. Твоите две гради се како две срнчиња близначиња што пасат меѓу лијаните. Срцето ми го плени
Sestro moja nevesto, srcето ми го плени со само еден твој поглед, со само еден бисер од твојот гердан. Сестро моја невесто. Твојот мирис е посладок од сите мириси. А твојот вкус од виното, сестро моја невесто. Стани! Сестро моја невесто, и дојди. Дај да ти го видам лицето и да ти го чујам гласот. Зашто твојот глас е милозвучен, а твоето лице прекрасно. Стани! Сестра моја, невесто, и дојди. Имаш очи како кулавица. Вратот ти е како Давидова кула изградена за одбрана. 1000 штитови висат во неја, се юначки окови. Сестро моја, невесто, стани и дојди. Дај да ти го видам лицето и да ти го чуjem гласот, зашто твојот глас е милозвучен, а твоето лице е прекрасно. Стани, стани, стани. Сестро моја, невесто, и дојди. Една ноќ секс и тој ќе станел бесмртен. Овде имаме човек кој имал повеќе жени отколку некои од вас топли оброци. А сепак ова не беше измама. Верувајте ми, кога се работи за измама, јас сум вистинскиот Гајгеров бројач. Бикот ќе се ослободил од нашата вообичаена состојба. Значи, мили мои, без страдање, без разболување, без умирање, дали ви се верува? Овој овде неугледен надри интелектуалец. Речи си безмозочен тапчо, облечен како принц. Мој принцу? Јонадаб! 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 Останува уште само ти да си го одржиш ветувањето. Мислиш да ја доведам тука? Токму така. Кралот е единствениот што би можел да ја пушти надвор. Па, прати му глас, дека си смртно болен, не си се појавил на дворот цела недела. Тој ќе даде тежина. Замоли го да ја пушти да дојде овде да те негува. Ке одбие. Зошто? Сака да одбива. Твојата молба ќе му се причини скромна и братска. Тај глупаво не може да успее. Зошто да не? Премногу е едноставно. Сакаш да биде сложено? Вечерва, таа ќе биде тука, во твојата соба. Треба да ја намамиш, Амноне, да бидеш нежен со неа. Нежен, Амноне. Исто, како што сакаш да бидеш нежен со Израел, дај си завет на љубов со неа во кревет, во свет кревет, во името на постојаниот мир. Едно нешто ми стана јасно. Јас морав да гледам. Скриен некаде во некоја дупка, ова морав да го видам. Ова е неверојатно! Ова е неверојатно! За само 10 минути од мојот предлог, тој вистински се помоле. И, мили мои, повторно, нема измама,
Нема измама, тресење, парчеви, повраќање, рекиот под го валкаат неговиот валкан кревет. Сценава е толку одвратна што функционира. Амнане! 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 Амнане, синко, што е? Што се случува? Што му е? Ништо, крало мој господару. Чие тело е ова? Твое? Не, тој самиот за да си помогне. Нема помош освен од Бога кој е еден. Татко! Што е? Татко, откриена е мојата лажност, татко. Што зборува, што сака да каже? Блада не е при себе. Јас сум лажен, татко, има лажност во мене. Зборувај, синко, дај ми да те чујам. Јас сум лажен, откриена е мојата лажност, татко. Откриена е мојата лажност. Зборувај, отвори ми го срцето. Не, синко мој, лажноста е тука, во мене. Не во мене, татко, се колнам. Јас сум укорен, знам, додека тебе те немаше на дворот, јас упорно повторував, се опива, се курва, додека ти овде си лежал во болки, јас знам. Господ ме укорува за несправедливоста. Јас сум обземен од злото, татко. Тоа е вистината. Не, синко мој, злото е во мене, во право беше кога се држеше понастрана од мене. Но не, нема Господ тебе да те ојади за моите неправди. Ќе го излечам јас, моето бикче, да, ќе го излечам, ајде! Сега сите заедно со мене, поклонете се и заедно со мене молете се, здравието негово единствена цел нека ви е, здравието негово, ајде, единствена цел нека ви е. Кралу на вселената те преколнуваме. Одврати го гневот од твојот син и неговиот незаслужен татко. Кралу на вселената те преколнуваме. Блесни со благонаклонетоста твоја врз двајцата нас. Крал на вселената те преколнуваме. И даруј не со радост. Крал на вселената те преколнуваме. И се фрлија долу во наплив на верба. А главата негова се крена кон Бога. Често ме озимаше еден копнеш додека го гледав како се моли, да му влезам во черепот вернички. Или овој се обраќа во празно, или Бог навистина постои. Или тој е гласноговорникот Божји, или е толку само измамнички тип. Додека го гледав како се моли, често се замислував себе си како Давид. Давид крал, Давид свештеник, кој му се обраќа на непознатото. Како ли изгледа чувството да испратиш една таква робустна молба кон непознатото и да биде вратена со огромна енергија? Значи да не бидам јас, да бидам целосен одек негов, а никогаш јас, никогаш повеќе јас. Благословот негов, кој над се нека ти излекува, сине мој, нека ти дарува живот. Татко, за една услуга молам, ако е можно. За тебе се е можно, кажувај. Ако ти е во моќ, дозволи и на сестра ми да дојде. Тамар, Кога би можела да дојде, барем еден час, тоа би ме помогнало. Таа е добра, сега ми е потребна добрина да ми даде сила. Се налути, прости ми, имам треска, прости и на треската. да, таа е лекувач, кога јас еднаш бев болен, таа
се излекував. Да, тоа е во моја моќ. Нека дојде вечерва. Не, Што? не сме, не би требало. Зошто? Таа никогаш не излегла надвор од палатата, никогаш. Па нека почне првата авантура. Како и да е, мислам дека тоа не е добро. Чекај, дали ти тоа велиш? Некога јас велам, така нека биде. Не, Што? не сакам, татко. Се надевам, сине мој Апсаломе, па макар и во срцето. Сестра ти ќе дојде вечерва да те излекува. И она да Да, кралу господару. избриши ги оние глупости од него. Секако кралу господару. Екце хомо. Јонадаб. Човек од очи. Се чини дека татко те излекува? Неговата моќ е безгранична. Ке те посетам утре пак. Не! Утре ќе одмарам. Ке се грижиш за сестра ми најдобро што можеш. Јонада! Бери памет. Пристигна! Не, кој волите, што да правиме, поранила? Погледни самиот! Наједноставните планови се најдобри, ама... Не знам! Не. Представи. Мислев дека си болен. Болен сум. Јонадаб ме нервира. Колку умно од него. А што прави тој тука всушност? Го лекував принцот. Да? Повеќе нема потреба од тоа. Јас сум тука. Принцезо? Од вечерва се ќе се смени. Утре се ќе биде поинаку. Што ти е тоа на очите? Малахит, ти се допаѓа? Кога се роди, татко ти даде 2 безценети камења да ги носиш до животно. Сега гледам дека тоа биле знаци. Моите очи. Телото. Знае да дава знаци, кој доволно чисто не си го знаела тоа. Јас немам ниту еден, но ти би можела да ми дадеш некој. Не те разбирам што зборуваш. Ако умрам, ќе ги исплачеш овие за мене. Се разбира. Ти ако умреш, јас би ги исплакал моите. Не би ги сакала. Премногу се црвени. Тоа ми од болеста би требало да ме сожалуваш. Тоа ти од многу те жени. Сите го знаат тоа. Знаеш, што значи да се има жена? Сега ќе се молам за тебе. Не ми се подсмевај. Имам слушнато колку си порочен. Затвори ги очите. Очите. Благословен си ти, крал на вселената, кој болести дава и одзема. Ослободи го твојот слуга од јадот негов. Живот дај му и духот врати му го во името твое. Амен. Села. Селах. Изгледаш чудесно. Како Давид. Очите ти се исти како неговите кога се молиш. Вистина да живеевме во Египет, ке дадев да се исклесе огромна статуа како се молиш, ќе ја поставев среде пустината сите да ја видат. Престани! Знаеш дека тоа е забрането. Тие очи загледани во далечината. Светкаат со парчиња кристал. Мажите би патувале со километри само да ги видат. Тамар
Статуата која се моли, едно од светските чуда. Биди ги бакнувале стапалата. Прекрасните стапала се мали венички, само што би били огромни. Во Египет се е колосално. Го мразам Египет затоа што ни нанесе бол. Секој му нанесува болка, Тамара. Освен ние. Ние ќе бидеме поинакви. Ќе бидеме ли? Да. Родени сме за тоа. Да бидеме нежни. Заедно. Сега го знаеш името на мојата болест, нели? Мора да го знаеш. Мора нешто да чувствуваш. Мора. Пей. Како? Твојата песна. Ја заборавив. Не си ја заборавила. Пей. Не плаши се. Не се плаши. Пей. Ние сме во нивните раце. Тие така сакаат. Така се повикува. Никогаш не си помислила дека боговите можат да имаат потреба, ама можат и имаат, мора да не имаат нас. Ние заедно да водееме во нежност тука на земјата, да ја пролееме нашата љубов. А кога ќе бидеме заедно, ќе бидеме бесмртни. Јас и ти, Амнон и Тамар бесмртни, Амнон и Тамар, крал и кралица Бог и Божица. Ова не зборуваш ти, Амноне, тоа е демон. Ова не се твои зборови. Не се ни твои, кога ќе потиш. Што сакаш да кажеш? Јас сум твоја. Амноне. Јас сум твоја. Амноне. Јас сум твоја. Амноне, престани, не знам што зборуваш, не знам што сакаш, ти си болен. Сакам да си одам. Дојде часот. Зашто? Ни збор повеќе. Само чекори пред својата волја. Кажи, тоа одбирам тебе и тоа е сега потоа. Амноне! Тишина! Дојди нежно, зашто нежники сме. Такви мора да бидеме нежни, заедно. Те молам, Амноне! Те молам, Тамар! Амноне, те молам! Те молам, Тамар! Амноне, те молам! Молам, Тамар! Амноне, те молам, Амноне! О Боже, кој ти создаде небото и земјата, помогни ми, о Боже, заради името Твое, помогни ми, заради радостта. Немој се моли, нему! О, Боже, Дојди ти, кај мене Боже, сега! О Боже, ти, Боже, о Боже. Престани да го порекнуваш О, Боже, тоа, ти, Тамар! Боже. Ти ме одбра мене, Тамар! Да. Истина е. Те одбрав. Што? Јас те одбрав тебе, Амноне. Истина е. Само не сега. Да појдеме кај татко. Тој ќе го смени законот за нас, ќе ни помогне. Дозволи ми вечерва да си одам дома, да не го расипем и да стане лошо. Повикај ги слугите. Нема никој освен нас. Тамар и Амнон. Тоа сум јас, Амноне. Тоа сум ја. Ти си мојата сестра, која што ја сакам.
Магија! Магија! Ми фрли магија во проклетиот харем! Ти, вештарко, излегувај надвор! Излегувај надвор! Излегувај! Ова, што сега го правиш, е полош од она што го направи. Тогаш, тој полека ја крена раката и ги спушти завесите. Зошто? Зошто го стори тоа? Бик, па со завеси. Никогаш досега не го сторил тоа, можам да се заколнам. Зошто сега? Сите мои планови, заговори пропаднаа. Ова беше како некоја шега на моја сметка или укор. Добро, што видовте таму? Маж во обид да го допре Бога или маж кој е марионета на истиот тој Бог? Ќе ви кажам, ова беше само уште едно ебење. Да постоеше Бог, јас сега сигурно ќе бев мртов. Значи што следува? Дека целото племе било заведено. Плямпаниците од молитви ги испраќало кон ништото. Јонадаб, уништувачот, беше носителот на вистината. Ма не чувствував никаква радост, ниту најмала трага на триумф. Дали е можно таму да ме задржа некаква вид надеж? Надеж која ќе ми го промени животот? Раѓање на божество? Јонадаб, циникот, учесник во безсмртноста? Не. Да. Ајде, сценски за промена вторичен. Ајде. Втори чин, драмски театар, Јонадаб, Питер Шефер. 1000 години пред Христа, Давидовото кралство. Да можете сега да избирате вакви какви што сте, со вашите компјутери, со вашите мобилни телефони, на што попрво би сакале да сте сведоци? Маж и жена како чекорат кон небото, или вие како чекорите во некоја друга состојба на постоење? Состојба во која нема да се разболувате, нема да ги гледате другите како се разболуваат, состојба во која нема да ја мерите должината на вашиот живот со должината на испуштениот измет. Депресија. Депресија од смислата на безсмисленоста. Ако ми кажете, добро, во ред, фантазијата е атрактивна, но дали е можна со третокласни луѓе? Значи имаме сексуално загрозен дибек и разгалена мала куродражачка. Би ви одговорил вака. А на кој друг да падне божествениот избор? Сигурно не мислите дека тие заслужуваат божественост. Дека некој од вас заслужува божественост. Заслужува? Не заслужува. Добро, да продолжиме со приказната. Правдина! Правдина!
се молам, ако може малку поумерено, каде е во моментов Тамар? Кај мене дома. А зошто не дојде кај мене? Јас ја најдов на улица и јас ја внесов внатре. Зошто сега не дојде со тебе? Предпочита да не излегува. Барем тоа е разбирливо. Предпочита. Разбирам. Мисли дека јас сум премногу слаб да ја заштитам. Мисли дека сум премногу кревок да ја дадам заштита или премногу стар, може би. Јас само и дадов се. Нејзината најмала желба беше заповед положена на моево срце, а таа предпочитала. Добро. Да, најскапоцениот драгоцен камен. Средиштето на мојата диадема од скапоцени камења предпочитала, или може би ти така ја советуваше, што и рече, кралот Давид е премногу слаб да се справи со сето тоа. Јас тоа ќе го сторам за него. Никогаш! Очите за секогаш да ми се запечата таков збор ако сум кажал. Или може би самата така решила. Ќе појдам кај мојот помлад брат, херој. Неговата храбра млада рака ќе биде штитот мој, да не губам повеќе време со Давид. Не беше така! Верик, татко ти се колна во главата. Просто ме најде, не ме бараше. Ме посрамоти. Пред целиот народ ме посрамоти. Сега устите ќе си ги искршат кога ќе поминувам. Еве го кралот Давид, кога и девојките го игнорираат. Нека си се врати кај овците. И беше срам да дојде. Чудо не вида сум што не разбираш. Овци и кози. Само за тоа го бидува кози и овци. Не! А ги извртуваш нештата. Секогаш истото, таа е посрамотена, не ти! Ја губиш реалноста. Старо Аро. Тогаш дозволи им на младите да те водат. Понизен сум пред тебе, о кралу величествен. Тоа што тебе ти е сгрешено е ништо во споредба со неа, тоа е се што сакав да кажам. Апсалом. Сега ти си и судија во Израел? Јас сум човек. Не треба да се биде, нели, крал, свештеник за да се препознае неправда. Тогаш не поминуваја линијата. Гнасно дело се случи денеска и барам да се казни тој што го стори, тоа е се. Законот мора да се изврши, тоа ти е должност. Господ знае дека страшна работа е да се бара смртта на собствениот брат. Но во име на нашиот закон, кој што единствено не разликува од зверовите, и во име на Тамар, барам Амнон да биде убиен како звер! Зошто само тоа и е? Зошто? Било кој човек во Израел би го почитувал, ако ти не го почитуваш. Законит крал е тој што го сака законот. Ако ти не го почитуваш, без пристрастност кон никого, никој никогаш нема да мора! Никој никогаш нема да мора! Што? Да те почитува тебе! Апсалом! Јас владеам со љубов, а не со тело. Но јас владеам, не ти. Амноне, мој син, и за неговата судбина ќе одлучам јас, самиот ти. Нема ни влакно од косата да му допреш, заколни се во твојата коса! Се колнам. Но тој
никогаш не ќе седне на престолот на Израел, верувај во тоа! Ниту пак вие, ако помислите на тоа, кажете им го тоа на сите ваши браќа, на оние кои ме обегнаа денеска. Кукавици. Кукавици, сите сте кукавици! Јонатан! Јонатан! Боже, знак. Само еден знак. Тоа е се што ми треба. Сгрешив. Знам. Но не беше по твоја волја. Но ти побарали. Видеј самиот што се случи. Отиде право кај него гордо исправена, право кај него праведно ли е тоа? Или може би ти тоа го направи? Боже, ти ли ја испрати Тамар кај Апсалом? Што и рече? Давид е готов. Завршено е со него. Така ли е, Боже? До кога ќе трае ова се уште? Ли ми се одмаздуваш? Кога заедно со Батшеба ми го зеде и мојот првороден син? Јас мислев дека сме израмнети, Боже, до кога ќе трае ова целиот мој живот? Или може би ти беше тоа? Ти ли го всади повтежот на Амнон по сестра му? Боже, велки, не ти, не би сме... Проштевај на мојата најгрешна уста, твоите патишта не се наши и никој од нас нема да ги дознае. Боже, само еден знак, тоа е се што ми треба. Дали да биде милост или правдина? Ако биде милост, девојката ќе биде измамена, но ако биде правдина, ќе морам да го убијам момчето. И ќе го убијам, знаеш! Лично ќе го зробам од првиот камен, ќе носам неговата крв на моите раце, како најскапот се мевлем, Боже! Ако се уште су ти по волја, те молам, барем еднаш заборави на правдина, нека биде милост. Не земај ми го, не земај ми го мојот бик, не туркај ме во горчина до крајот на мојот живот, Боже! Макар и каква да биде твојата одлука, испрати ми знак, како што тоа го правеше, кога ти бе во милост. Амнон ми беше пријател, што и да се случува сега со него. Сега е богохулник и тоа најфлагрантен. И затоа мора да умре. Законот е јасен! Проклет! Да е тој што ќе легне со собствената сестра, тој ќе биде прогнат од очите на народот. Истиот народ ќе каже амен. Да! Нормално, што друго и рекле некогаш. Смрт. И уште една смрт, и уште една. Саул заклани јадници. Давид 10 цигари. Колку ќе заколеш ти? Кога ќе ти дојде редот? Не говорам тоа за себе, таков е законот! Јас нема да го испорачам во смрт и точка. Човекот бараш да стане Бог, наследникот на нашиот престол. Не е повеќе. Што сакаш да кажеш? Знаеш многу добро што сакам да кажам. Кој друг би можел да биде наследник? Принцу мој, ајде да не си играме сега, ти многу добро знаеш кој е наследникот. Замолчи. Само великиот татко може да одлучи за тоа. Народот ќе одлучи и ти знаеш како. Престани! Би можел да ти судам за ова. Добро? Стори го тоа. Коли! Сечи! Ајде, коли! Сечи! И ќе бидам убиен пред очите на народот. Амен, амен, за секогаш амен. Што ли ми даде мадиња да се однесувам вака? Индиферентноста, мили мој, индиферентноста. Простете ми, принцу, вечерва не сум при себе, треба да си одам дома. Да, оди. Оди и избегувај пред да ги викнам луѓето. Нема повеќе игри, Јонадаб. Ке те убијам ако морам. Јонадаб! Врати се.
вистина го мислиш оно што го рече? Дека јас би можел да бидам следниот владетел, а? Тука нема би можел. Дури и моите сништа го предвидуваат тоа. Твоите сништа како? Знаеш дека 3 ноќи поред јас те гледам како крунисан? Крунисан? Како? Не вреди да се зборува за тоа. Сите сништа се безсмислици. Како и да ја кажи, задолжиме. Добро. Само морам да те предупредам дека јас сонувам исто толку често колку што гровкаат свињите. И со исто толкаво значење врз светот. Како и да ја кажи ми, те преколувам. Апсалом те преколнува. Тогаш Јонадаб слуша. Се разбира дека мора блескавиот да моли. Му го раскажа сиот сон од почеток до крај. А тој слушаше како обеземен. Светлина од нашите дланки. Цели потоци. И мир, зборот кој сите го извикуваме е мир. Тука нема грешка. Тоа не е збор што го слушаме многу често. Колку би било прекрасно кога тој збор во оваа земја би се почитувал повеќе од војна. Ти така мислиш? Наискрено да. Татко ти е човек на војната. Тој е најголемиот воин на светот. Би било фино кога би можел барем во нешто да го надмирам. Човек на мирот. 3 пати го сонуваше ова. Тоа би можело да значи нешто. Слушам дека за оние кои веруваат во сништа 3 е многу битен број. Како и да е, невозможно е здрав и нормален човек да ме смета за пророк. Ти си многу чуден тип, Јонадаб. Немам поим кој си. Ни јас немам поим. Кој си ти? Принцезо? Јонадаб. Оди сега! Да, се разбира дека ќе си одам. Се разбира дека ќе си одам. Се разбира дека нема да си ода. Не сега. И таа да ми се насмевне така, што би можело тоа да значи. Воајерот во мене врескаше како луд. Нешто ќе се случи! Нешто ќе се случи! Во вакви моменти искусните воајери имаат непогрешлив инстинкт. Благословен да си ти, кралу на вселената, кој благодати даваш од прекрасна жена. Не богохули. Прости ми. Нешто те мачи. Нешто во врска со Јонадаб. Пред малку му се насмеа. Тој е пријател на Амнон. Им се смееш на пријателите на Амнон? И велот го тргна пред него. Мислев дека го мразиш. Беше за мразење. Веќе не е. Ме вознемирува. Го гледам насам. Секогаш истиот сон. Се е златно. Ние сме на огромни коњи. Ти и јас. И тие се целите од злато. Носиме златни круни на главите, а нашите јазици и тие се целите од злато изговараат само еден збор. Мир! Продолжи. Што е со Јонадаб? Тој клече на колена пред градската порта. Посегнува кона со таков израз на радост на лицето. Воопшто не е морничав каков што изгледа во реалност. И ние му се поклонуваме. Од каде го знаеш сето ова? И тој го сонува истото.
Секој детал е ист, тој го сонува истото 3 ноќи поред се колнам. Прашај го утре. Кога дојде? Она утро во куќава. Го знаеше ли патот? Или ти го покажа некој? Тамар, морам да знам зошто не ми одговораш, Тамар! Тоа утро! Јас не знаев каде е твојата куќа во градот. Само знаев дека морам да те најдам. И те најдам. Чудно. Како некој да ме водеше за раката. Само нежно. Чекорев. Натаму. И натаму. И натаму. Апсалом. Што е ова? Дали е тоа лош предзнак? Морам нешто да ти кажам. Заколни се дека ќе ја чуваш тајната. Оно што сега ќе ти го кажам е само за тебе. Заколни се! Заколни се! Заколни се! Пред да дојдеш тука, тој кобен ден, јас никогаш во животот немам почувствувано нешто вакво. Ти беше испратена кај мене. Неспособна самата да си помогнеш, а јас те чекав. Те чекав. Верувам дека нешто се случило, Тамар, нешто поголемо од те што знаеме. Мислам дека ние сме одбрани, Тамар. Ти и јас одбрани. Зашто? Имам еден сон. Само еден и тој е ужасен. Јас сум во спалната соба на Амнон. Те гледам таму на неговиот кревет, не можам да се помрдам за да ти помогнам, морам само да гледам и го слушам. Излегувај! 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 Те викам, дојди кај мене. Дојди кај мене, јас ке те земам. Јас ке те земам за секогаш. Јас ке те земам за секогаш. Но ти не можеш да ме слушнеш. Се будам извикувајќи го ова. Те слушам, Ноке. Не знаев што значи тоа. Кажи ги пак, тие зборови, сега, кога си буден. Дојди кај мене. Кон мене. Те сакам, Тамар. Вистина. И јас те сакам, душо моја. Долго го криев тоа. Се трудев да го сокрием. Јас те сакам, Апсалом. Тоа нам ни е пишано. Да се сакаме и да владееме заедно. Верувам. Нека биде. Се вдиплија еден во друг, мешајќи ги своите убавини. И тогаш за прв пат во животот ја осетив моќта на молитвата. Пушти, нека биде. Пушти, нека биде. Знам дека боговите не можат да додат по земја, пушти, нека биде. Знам дека љубовниците не можат да влијаат врз кралствата, пушти, нека биде. Нека му дојде крајот на овој свет на окрвавено обожување и на мојот свет, кој не познава никакво обожување, пушти, нека биде. Јас, умниот син на Палестина, молам, преколнувам, пушти, нека биде. Простете ми, слушнав се. Мислам дека вие двајцата сте одбрани исто како што Самуил го одбра вашиот татко. Ако ние сме одбрани, тогаш и ти си. Дојде со истата сигурност како и таа. Го осони својот сон и ми го донесе мене. Ги кажа сите знаци премногу за да ги игнорираме. Мораме веднаш да го превземеме ова кралство и да му донесеме мир. Кралство на мирот. Народот се уште не е подготвен за тоа. Во право е. Не е созран мигот. А кога ќе созрее? Кога ќе умре Давид, Давид најпрвин мора да умре. Мислиш, мора да го убиеме? Неговите денови се одброени. Едноставно ќе влеземе во градот како во сонот и Давид ќе се преврти. Боговите ќе му зададат смртен удар, тие ќе го исчистат патот за нас.
Не верувам дека тоа баш така функционира. Тој нема да може да ни се спротивстави, ако така било пишано. Но најпрвин, мора да го сториме тоа што се бара од нас, без да окружиме нашата љубов. Најпрвин правда, потоа љубов. Амнон мора да умре од твоите раце. Тамар! Само правичен човек може да го замени татко. Народот тоа мора јасно да го види. Тие и сега гледаат. Се што сега гледате слабост. Дури и твоите луѓе. Секој ден ги слушам како ти зборуваат зад грб. Кога ќе го стори тоа? Кога ќе настапи како маж? Тоа не е вистина! Се разбира дека е. Никогаш нема да те прифатат ако не го сториш тоа. Дадов заклетва, Тамар, и нема да ја прекршам. Што е голем срам за тебе? Тој го беше намерата на татко. Тамар! Знаеш како тој функционира на ваков начин, никогаш нема да можеш да му се спротивставиш. Тамар! Ти си негов шут. Престани! Тоа си ти негов шут. Престани! Некој кој сака да го замени Давид, најпрви треба да се ослободи од неговите синџири. Дадов заклетва, Тамар, и нема да ја прекршам. Добро. Тогаш јас нема да ја прекршам својата. Се колнам. Се додека Амнон не умре, Апсалом нема да легне со мене во љубовна препитка. Селах. Една смрт, тоа е се што барам. Дадов заклетва, Тамар, крал без заклетва е ништо. На вистинскиот крал нему ни треба. Народот ќе го следи таму каде што ќе ги води. Сила, тоа ти е барат. Кажи му Јонадаб. А што да сторам? Ти кажи ми, сакаш да губам твојот пријател, а тоа ли сакаш? Одговори. Ако не одговориш, се ќе си остане онака како што е. Сега сум заколната. Мир, а? Мир! Мир! Мора да го убедиш. Јас? Дели ми ист сон Јонадаб. Сон без крв, принцезо. Се додека Амнон е жив, тоа не е можно. Тој ќе биде следниот владетел, а ние ќе бидеме уништени, одбрани или не. И ти исто така. Една смрт. И сето тоа ќе се смени. Ќе владе и љубовта. А ти ќе бидеш нашиот главен советник. Јас? Тебе ќе се заколнам за нешто друго. Ако го убедиш, и ти ќе ми станеш брат. Вистински. Изгубен, мили мои, во истиот тој миг изгубен. За само неколку минути станав пророк, мини Самуил. Тоа и не е некоја голема работа, ако цел живот сте били изгладнувани за внимание. Се што ви треба е чувството за театралност и вистинскиот трепет на вокалните акорди. Ти! Тебе ти зборувам. Се на земјава започнува со крв. Дури и самиот мир. Амнон е насилството кое ти го отфрлаш. Нека види светот. Дај да видам и јас како го правиш тоа. Дури и јас, кој му бев пријател. Крени го еднаш мечот во името на постојаниот мир и закопај го за вечни времења. Амен. Слушај го Апсалом. Тој знае. Што? Сакате кланица овде во светиот град? Стори го тоа надвор од градот. Оди кај кралот. Замоли го да ти прости. Како доказ дека го мислиш тоа, покани го на својот посет во Баал Хазур. Следниот месец е делбата на овците. Ќе одбие секогаш истото. Тогаш замоли го нека дојдат сите твои браќа и Амнон. Речи дека копнеш да се помириш со него. Нема да ми поверува. Тој очајно сака да му стави крај на се во ова дење ноќе копне да му биде простено на неговиот бик. Дојдете! Одиме на дворот. Оди сам! Види човек вооружен само со правдина. Јонадаб ќе го стори останатото со Амнон, а потоа јас многу повеќе ќе направам за тебе. Кога ќе заврши сето ова, ослободи ги овие луѓе. Со тоа на сите ќе им докажеш дека навистина сакаш мир. Дај ми ги мене. За моја безбедност. Слушајте ме. Од смртта на Амнон, вие сте луѓе на Тамар.
Заколнете се! Се откажувам од бесов. Јас не сум Давид. Нежност ке се роди во Израел, што сите ќе ја видат. Прости ми ти мене како што јас му простувам на мојот брат Амнон. Прости ми ти мене како што јас му простувам на мојот брат Амнон. Прости ми ти мене како што јас му простувам на мојот брат Амнон. Боже, знакот. Млад човек спружен пред мене, исполнет до претекнување со кајање. Како можам да му погледнам в очи без да му простам? Дали ти тоа молиш за милост, срамен брату? Да! О, велик татко. Тогаш, така нека биде. Не штура правдина, што боли кога се нанесува, туку милост, што исцелува. Одете, деца мои, бидете благословени, на браќата ваши реч пренесете на Амнон, простено му е. Господ ги прости неговите гревови низ устата на неговиот брат Апсалом саканиот. Одете, на Госпа мој благослов носете, а потем него, мојот бик овде донесете ми го и јас да му простам. Селах. Дали вистински ми проштева? Ти кажа. Тогаш, зошто не дојде самиот како еден принц кај друг? Затоа што јас замолив да дојдам. Што има лошо во тоа да сакам прв да ти ја кажам радосната вест? Ти си најдобриот пријател што човек некогаш го имал. Уште од денот на создавањето, кога ќе станам крал, ќе се сетам на тоа. Ќе те наградам повеќе од колку што самиот можеш да замислиш, дури повеќе од колку од твоите најлуди соништа. Ти ќе дојдеш? Не. Зошто не? Тоа е настан само за принцеви. Само уште нешто. Онаа ноќ, кога ти и Тамар ја згледав, ти ги спушти завесите. Зошто го стори тоа? Сакав да направам храм. Мал храм. Мили мои, што да ви кажам?
естествениот климакс на мојот живот. Стојам пред племето, кралот сум си го врзал како врзопче околу вратот. Кралу мој господару, вашиот првороден син Амнон е мртов. Што рече? Дента, кога ја силуваше Тамар, Апсалом се заколна дека ќе го убие, тој тоа и го стори. Јонадаб, Да, кралу господару. кажи ми нешто. Од каде ти го знаеше сето тоа? Знаеше ли дека тоа ќе се случи или сето тоа ти го направи? Господару. Знаев дека тоа од тебе ќе дојде. Очите твои секогаш сперени во мене. Знаев. Моите раце се невини. А умот? Те познавам добро. Никогаш не удирај самиот, натерај ги другите да удрат. Јонадаб, Да, кралу господару. имаш ли ти синови, Јонадаб? Знаете дека немам. Затоа ми ги земаш моите. Мојот првороден син со кој што Господ ме дари. За сите години верба што друго ми имаш земено. Што уште, Тамар? Ти ли ми го насипа девојчето? Знаев дека сето тоа од тебе ќе дојде, Јонадаб. Кажи ми, каква смрт е доволно сурова за тебе? Зошто? Ти беше тоа, не јас. Ти го стори тоа, не јас. Кон што цели твојата реч? Кој ја испрати ќерка ти кај Амнон? Ти или јас? Кој ги испрати твоите синови кај Апсалом? Одете, деца мои, го имате мојот благослов. Кој го рече тоа? Давид? Кој гледа се? А што виде? Што видоа очите твои, очите благословени, моите се ништо, обични очи замаглени, но твоите, она што ти тврдеше дека се твоите. Вистина е, јас разработив се. Јас го уништив твоето семејство. Твојата ќерка уништена. Твојот син прободен како вепар. И ништо не ме сопре. Бог, Бог ништо не стори. Сето време те држеше во слепило. Не остави мене да сторам се, разбери. Кралот Давид, нашиот штит. Каков штит си ни ти? Ништо не виде. Што се истрпев поради тебе. Твојата гордост, твоите изливи на бес, секидневно, се ќе беше подносливо да беше ти, вистинскиот слуга Божји, кој гледа повеќе од нас, кој му говори во наше име, кој не љуби во негово име. Без ова кој си ти? Што си ти повеќе од мене? Што си ти повеќе од било кого? Зошто не можеше да ме сопреш? Да ме кутнеш на земи? Да ми покажеш дека Бог на вистина постои?
Молитвата ова нека биде со тебе за сите твои идни дни. Како што Господ е мој Бог, нека биде со тебе за сиот твој живот. Биди гледач и ништо повеќе. Биди како мртовец меѓу живите. Ништо да не може да те стопли. И нека мојата керка, на кое што и даде толку многу горчина, те дарува со горчина пострашна и од самата смрт. Бе глави, лозијата да ги вардам. Својецо ми го доварди. Готово е. Се е завршено. Време е, љубов моја, кралице моја. Готово е. Се е свршено, Апсалом. Ја прекрши заклетвата кон татко. Значи ти си проколнат. Заради тебе. Само заради тебе ја прекрши. Заради нас. Сепак ја прекрши. Бегај во пустината, искри се. Што? Бегај во пустината, инаку ќе бидеш убиен. Тоа ти е изборот. Овие ќе те убијат на моја наредба. Тамар, стори нешто побаро од мене, ништо повеќе, убиството ти го поремети умот, Тамар. Значи сега можеме да го исполниме нашиот план. Кој план? Тамар, не играј си, сети се на твојот сон. Никогаш не сонува. Тамар? Тамар, што стори? Апсалом ни беше единствената надеж. Нема надеж во родот човечки, Јонадаб. Давид бен Јесе, ти си осветен. И твојот Бог со тебе. Омразени ми се оние кои мирисаат на верба, но уште поомразени ми се оние кои смрдат на ништо. Тамар до крајот на својот живот си седеше во својата палата. Повеќе радост наоѓаше во спомените од убивањето, отколку што ќе спознаеше од раѓањето деца. Сега сите камчиња се намества. Сите знаци се точни. Вистина е, јас проколнав и срушив кралевства. Кажете ми, вие, мили мои, каков е тогаш овој избор? Верба или ништо? Таа или јас, кога и обете се смртоносни? А не е ли се во ова доказ дека Бог на вистина постои?